Ова е Рубиковата коцка, направена од унгарскиот скулптор и професор Ерно Рубик во 1974 година. Рубиковата коцка општо се смета дека е најпродаваната играчка во светот. Исто така ја држи титулата за World's Top Selling Puzzle Game со вкупно неверојатни 350 милиони коцки продадени од јануари 2009 година, што значи дека бројкава е уште поголема денес. Со овие два видеа дела што се на мојот канал, ќе можете чекор по чекор да научите како да ја решите оваа коцка. Ова е дел 1 од 2. Во ова видео ви ги кажувам најосновните работи што треба да се знаат пред да почнете да решавате коцката. Дел 1 е всушност како основа за знаење за дел 2. За да решите Рубиковата коцка, ќе мора да ги изгледате и дел 1 и дел 2. Ајде да започнеме со видеото. Значи, ова е 3×3 Рубиковата коцка и има вкупно 26 парчиња, меѓу кои се 6 централни парчиња. Овие 6 парчиња се наоѓаат на средината од секоја страна и не се мрдаат, што и да правиш, како и да мрднеш коцката, колку и да мрдаш коцката, на крај секогаш овие 6 парчиња ќе бидат средишни, односно на истото место. Важно што треба да се знае е исто така дека жолтиот центар е секогаш спротивен од белиот, синиот од зелениот и црвениот од портокаловиот. 12 рабни парчиња. Овие 12 парчиња се парчињата кои имаат две бои и се наоѓаат во средишните колони и редови на коцката. 8 аголни парчиња. Овие 8 парчиња се парчињата на коцката кои имаат по 3 бои и се наоѓаат во аглите на коцката помеѓу 3 рабни парчиња. Сите овие 26 парчиња заедно креираат вкупно 6 страни кои можеме да ги мрдаме. Секоја страна се обележана со своја посебна буква. Ова е десната страна на коцката и се обележува со Р. Битно што ќе кажам е дека не е само ова десната страна, туку на било каков начин да ја мрдаме коцката, таа ќе си остане страна Р и ова што го кажав сега се важи за сите страни на коцката. Ова е левата страна на коцката и се обележува со Л. Ова е горната страна на коцката и се обележува со У. Ова е долната страна на коцката и се обележува со Д. Ова е предната страна на коцката, всушност страна која е пред тебе и се обележува со Ф. И на крај, ова е задната страна на коцката и се обележува со Б. Многу е битно да знаете како се обележани сите страни на коцката, затоа што подоцна, кога ќе почнеме да ја решаваме, ќе ни се потребни различни алгоритми во кои е задолжително да се знаат страните. Значи, како што спомнавме, страните се обележани со следните букви. Кога вртиме една страна, ги користиме овие букви исто така за да знаеме која страна како да ја мрдаме. Кога мрдаме една страна, ја мрдаме во правецот на стрелките на часовникот. Значи, мрдањето на сите страни би било ова. Погледнете се. Но, понекогаш ќе е потребно да ја мрднеме страната во правец обратно од стрелките на часовникот. Овие вртења на страните се обележуваат со истите букви, но со една линија горе. Ги имаме сега скрос истите букви, но со линии горе. Погледнете и ова. Важно што треба да знаете дека едно мрдање на една страна секогаш е за 90 степени. И така, кога ќе имаме алгоритам за мрдање на коцката, ако например имаме Ф, Р, У со линија, Р со линија, тогаш би ја мрдале прво предната страна во правецот на стрелките на часовникот, потоа десната страна исто така во правецот на стрелките, потоа горната страна, но затоа што има линија горе, ќе ја мрднеме страната во правец обратно од стрелките на часовникот, и на крај, десната страна исто така обратно од правецот на стрелките на часовникот. Се што набројав погоре, мора да го знаеме за да преминеме на дел 2. Поради тоа што има 20 парчиња што се мрдаат, има вкупно 43 квинтилиони различни пермутации. За да ви влезе во глава колкава е всушност таа бројка, ако имаме една Рубикова коцка, за секоја пермутација, тогаш можеме да ја покриеме целата земјина површина 275 пати. Или пак, друг пример, ако имаме една коцка за секоја пермутација, може да направиме кула од Рубиковите коцки,
која ќе е висока 271 светлосна година, ама да не филозофираме многу за тоа, ќе си има посебно видео за таа тема во блиската иднина. Толку за дел 1 и доколку сакате да ја решите коцката, тогаш притиснете на линкот долу во описот кој ќе ве доведе до дел 2. Не заборавајте да се претплатите и да притиснете лайк доколку ви се допадна видеова. Се гледаме!